Добродојдовте во урбаните вести. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов денеска се сретна со градоначалникот на Љубљана Зоран Јанковиќ, кој од вчера е во посета на Скопје. На средбата е изразена поддршка на Македонија во нејзините аспирации за евроатлантска интеграција, како најдобра гаранција за мирот и економскиот просперитет на земјата и регионот, соопшти денеска пресслужбата. Со оваа информација ги започнуваме денешните вести, а во продолжение следува генералната најава. Одбележување на 3 големи јубилеи во Скопје од 23 до 29 јули. ЈСП Турс со рута на солидарноста за 55 години од земјотресот во Скопје. Крводарителска акција и хуманитарна забава во Ѓорче Петров. Од 23 до 29 јули во Скопје ќе се одбележуваат 3 големи јубилеи на доброволното младинско работење. На одбележувањето ќе бидат присутни голем број акцијаши од целата територија на тогашна Југославија. Сдруженијето акцијаши од Скопје ќе ги одбележи 3 големи јубилеи на доброволното младинско ангажирање. За таа цел ќе биде организирана богата програма во Скопје од 23 до 29 јули на повеќе локации. Во програмата се вклучени голем број на акцијаши од целата територија на Југославија, а ќе се одбележуваат 70 години од работната акција за изградба на браната и хидроцентралата Вруток, Маврово 48, 55 години од акцијата за расчистување на земјотресот во Скопје, Скопје 63 и 40 години од изградбата на автопатот Братство и единство, сите организирани на сојузно ниво. Председателот на организацијскиот одбор за одбележување на јубилеите е градоначалникот на општина Газибаба. Овде се вклучени сите акцијаши на Југославија. Акцијашите од бившите југословенски простори во Скопје пристигнуваат на 22, може би символично во недела, во 5:17 часот, кога е веќе Скопје струшено за тие кобни 12 секунди. Они ќе се сместат во студентскиот кампус Стеф Номов, се 170 луѓе од сите југословенски простори, ќе останат до 29. На 27 ние само символично го одбележуваме денот на хидроцентралата Маврово и посета на Вруток, а од 27 до 29 во бившата населба во Катланово ќе направиме промоција, почит кон сите кои што учествувале во изградбата на автопатот Братство и единство, каде што овде во одборот има и бивши команданти и учесници на автопатот и луѓе кои што учествуваат во Сдруженијето на доброволните младински работни ангажирања. Како што истакна Георгиевски, идејата е да се долови моментот на катастрофалниот земјотрес кога за расчистување и обновување на Скопје, освен тогаш на ЈНА и другите организации, активно учествуваа и акцијашите од цела поранешна Југославија. Затоа, како што рече Георгиевски, сакаме на символичен начин тоа чувство да го доловиме и како град на солидарноста да изразиме голема благодарност до целата светска јавност и до сите југословенски народи, кои на доброволна основа помогнаа од урнатините да се извлечат настраданите, како и во обновата на градот со вклучување во работната акција Скопје 63. Во 1983 година се одржа уште една работна акција Скопје на нашите дланки, а тоа ќе биде пораката и од годинашната јубилејна манифестација, рече Георгиевски. Во програмските активности ќе бидат вклучени Армијата на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, МВР, Црвениот крст на Република Македонија и голем број доброволци. ЈСП и ЈСП Турс ќе се вклучат во одбележувањето на 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 1963 година преку рутата насловена Рута на солидарноста. Предвидено е автобусот да обиколи неколку локации кои имаат символика со земјотресот. ЈСП Скопје и ЈСП Турска се вклучат во одбележувањето на 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Во рамки на зборува Скопје, ЈСП Турс организира специјална рута на сити бусот Рута на солидарноста.
Предвидено е автобусот да обиколи неколку локации кои имаат символика со земјотресот. Турите ќе се изведат со професионален туристички водич, а ќе се реализираат на 24, 25 и 26 јули, со две поаѓања, во 11 и во 17 часот. Двете тури на 24 јули ќе бидат бесплатни, а за останатите цената на билетот ќе изнесува 150 денари. Со овој мал гест сакаме да искажеме благодарност и почит кон сите што му помогнаа на Скопје, а истовремено да пратиме порака дека скопјани никогаш нема да ја заборават подадената рака и светската солидарност по катастрофата во 1963 година, стои во соопштението на ЈСП Скопје. Почетна станица ќе биде местото каде што е родена мајка Тереза, паркчето пред зградата на Ивана на плоштад Македонија. Оттаму автобусот ќе се упати кон старата железничка станица, потоа ќе вози кон насилбите Тафталиџе 1 и 2, кои се изградени со помош на светската солидарност. Ќе продолжи по улиците Варшавска, Прашка, Лондонска, Осло, Хелсинки, па преку Московска по булеварот Партизански одреди. Автобусот ќе минува спроти поликлиниката Букурешт, подарок од Романија. Туристичкиот автобус потоа ќе се упати покрај местото на уништените блокови во Карпош 2, па покрај универзална сала, подарок од Бугарија, и блоковите од градски зид, проект на архитектот Кензо Танге. Ќе стаса до стариот театар и ке зградата на Македонската опера и балет, за скопјани се уште позната како МНТ. Турата ќе заврши повторно на плоштад Македонија кај родната куќа на мајка Тереза, на платото пред зградата на Ивана. Крводарителска акција на која градоначалникот на општина Ѓурче Петров даруваше крв и хуманитарна забава во чест на прерано почината Марија се двата големи хуманитарни настани кои се случуваат денеска во Домот на културата и во Ронскиот парк во Ѓурче Петров. Два големи настани од хуманитарен карактер се одвиваат денеска во организација и покровителство на општина Ѓурче Петров, а во чест на прерано починатата жителка на оваа општина Марија Михајловска. Хуманитарниот хипенинг стартуваше денеска во 12 часот со крводарителска акција, во која директно со дарување крв се вклучи и градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски. На денешен ден требаш нашата сограѓанка Марија да напуни 30 години. По иницијатива на незиното друштво, на наши сограѓани, направивме една хуманитарна акција. Во 12 часот од денес почнуваме со дарување на крв. Доктор Кирил Кацарски од Институтот за трансфузиологија зборуваше за крводарителството како за една од најблагородните работи и за големото значење кое го има во спасувањето на човечки животи. Ова е крводарителна акција организирана од граѓаните во општина Ѓурче Петров. Огромна благодарност до сите доброволни крводарители кои со овој хуман чин спасуваат човечки животи. Од секоја крвна единица можат да се спасат во зависност од компонентите кои што после тоа се изработуваат дури до 3 човечки животи. Покрај крводарителската акција, која побуди голем интерес кај хуманите граѓани, вечерва со хуманитарен музички хипенинг ќе продолжи хуманитарната програма во рамки на која е планирано да настапат музички имиња од македонската естрада, а собраните средства ќе бидат донирани за лекување на Симона Николова, која боледува од Фридрикова атаксија. Во паркот во Ѓурче Петров ќе имаме културен музички перформанс, односно хепенинг во чест на Марија, со што Ѓурче Петров навистина во последните 8 месеци од кога сум дојден јас како градоначалник и новата администрација и совет, навистина влеговме во една серија на хуманитарни настани кои што навистина многу ни значат нас, бидејќи го дигаме нивото на социјална вклученост и инклузија на сите граѓани, дополнително даваме почит на наши сограѓани, како преку спортски настани, така и преку хуманитарни настани. Средствата од пијалоците што ќе бидат од вечерниот музички хепенинг, ќе бидат наменети за друго наше сограѓанче, дете, Симона, која што боледува од една многу ретка болест, со што скромно ќе помогнеме во незиното лекување и се надеваме до конечно излекување. Општина Ѓурче Петров ги повикува оние кои се во можност да присуствуваат на хипенингот и да оддадат почит на Марија, која пред 2 години, на 28 годишна возраст, загина во сообраќајна незгода, и да бидат хумани, односно заедно да придонесат во лекувањето на Симона.
Советот на градот Скопје усвои 3 регулацијски планови со кои се интервенира во генералниот урбанистички план и се ограничува и се уредува поставувањето маркици за станбени и деловни објекти со цел овозможување на изградба на поголем број паркови. Советот на град Скопје усвои 3 регулацијски планови со кои се интервенира во генералниот урбанистички план и се ограничува и се уредува поставувањето маркици за станбени и деловни објекти. Еден од регулацијските планови го опфаќа потегот покрај Вардар од хотелот Александар Палас до Карпош 4. Покрај овој потег, промени во деталниот урбанистички план ќе има и за делот кај Кванташки пазар во Газибаба, каде што се уредува пробивањето нови улици и уредувањето парцели во индустриската зона, како и план за изградба на нови улици кај новата населба Александрија. Покрај споменатите локации, градот ќе интервенира во уредувањето на просторот на вкупно 23 регулацијски планови. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, регулацијските планови ќе обезбедат ред во урбанистичкото планирање на подрачја низ градот кои не биле урбанизирани или урбанизацијата била спорна и со нив ќе се гарантираат одредени стандарди на живење, пред се присуство на големи зелени површини. Врз основа на регулацијскиот план за потегот покрај Вардар и новите услови кои ги предвидува, општина Карпош ќе мора да ги промени и деталните планови за оваа градска четврт. Со нив ќе мора да предвиди, освен поголеми површини со зеленило помеѓу зградите и изградба на основно училиште и градинка, ќе има и делови во кои целосно ќе се забрани градба и кои ќе мора да останат зеленило. На овој потек веќе се градат 2 нови згради, а важичкиот детален урбанистички план предвидува многу повеќе објекти отколку слободни површини. Извршено е хоризонтално обележување на булеварите Цветан Димов и Христијан Тодоровски Карпош, како и на улицата 2 Македонска бригада. Од град Скопје најавуваат дека ваквите акции за обележување на булеварите ќе продолжат и во иднина. Акција за ноќно бележење на хоризонталната сигнализација на повеќе градски улици и булевари во Чаир спроведува вчера вечер екипи на јавното претпријатие Улици и патишта. Во акцијата беа опфатени булеварите Цветан Димов и Христијан Тодоровски Карпош и улицата 2 Македонска бригада, каде што рачно и машински со бела боја беа бележени сообраќајните ленти, пешачките премини и велосипедските патеки на коловозите, соопшти град Скопје. Продолжиле и активностите за поставување гумени столпчиња на велосипедската патека на коловозот на улицата 2 Македонска бригада. Ноќното бележење на хоризонталната сигнализација ќе продолжи да се реализира на повеќе локации низ градот и во наредниот период, најавуваат од градот. За здрави и стрикни животни е новата кампања на Скопската зоолошка градина, со цел несовесните посетители да не фрлаат храна, но и отпадоци во живеалиштата на животните во зоолошката градина. Во кампањата планирано е да се вклучат и голем број на јавни лица. За здрави и среќни животни е кампањата за подигнување на свеста кај посетителите, чија цел е да се спречат несовесните посетители да фрлаат храна, но и отпадоци во живеалиштата на животните во зоолошката градина. Почнавме со кампања за заштита на животните. Причина за тоа се несовесните граѓани кои покрај предупредувањето на животните им даваат висококалорична храна, но фрлаат и отпадоци кои може да го загрозат нивниот живот. Нашите животни се хранат со здрава храна, редовно и по нормативи. Секој жител на зоолошката има свое мени, а исхраната е составена само од висококвалитетна храна богата со витамини, минерали и протеини, соопштуваат од Скопската зоолошка градина. Директорот на зоолошката градина Ѓорги Галетановски вели дека храната што ја фрлаат посетителите штетно влијае на здравјето на овие животни. Тој додава дека прва во улога на зоонегувател се пријавила пеачката Тамара Тодевска со керкичката Хана. На Тамара ќе се приклучат и многу други јавни личности, спортисти, пеачи и актери, кои ќе бидат во улога на зоонегуватели и ќе ги предупредуваат и едуцираат несовесните посетители да не фрлаат нездрава храна кај животните. Во сезона на летни одмори и патувања кон поблиските или подалечните туристички дестинации, голем дел од возачите, за да го избегнат митежот по автопатите или граничните премини, се одлучуваат за ноќно возење. Како полесно да се справите со предизвикот наречен безбедно ноќно возење? Во следниот прилог. За некои возачи возењето во ноќни услови е забавно и возбудливо, за некои спокојно и мирно.
За некој пак е вистинско уживање, додека за други е напорно, мачно и тешко. Секој возач си има свои лични афинитети, желби и барања, но важно е да се потенцира дека согласно искуствата и истражувањата, денското возење се смета за многу побезбедно од ноќното возење. Возењето во ноќни услови носи многу предизвици, потенцијални закани и опасности од аспект на безбедно одвивање на сообраќајот. Во услови на ноќ, брзото возење повеќекратно го зголемува ризикот од предизвикување сообраќајна несреќа. Токму затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Прва скопска телевизија ве советуваат за полесно справување со предизвиците од ноќното возење. Најголем предизвик е ноќното возење е слабата видливост на патот и околината. Затоа, доколку патувате во ноќни услови, задолжително проверете дали светлата и фаровите работат со максимална ефикасност. Според англиските оптичари, околу 90% од реакцијата на возачот зависи од видот. Затоа секогаш кога возите, а особено кога возите во ноќни услови, доколку имате проблем со видот, задолжително користете ги оптичките помагала. Возењето во ноќни услови најчесто е спротивно на биоритмот на организмот и предизвикува замор и поспаност кај возачот, особено во периодот од 2 до 7 часот наутро. Затоа, доколку возите ноќе, правете почести паузи за одмор, вежби и краток сон. За полесно да се справите со заморот, консумирајте повеќе течности како вода и кафе. Разговарајте со сопатниците, пропуштајте свеж воздух во возилото и дишете длабоко. Користите ги долгите светла, но истовремено бидете внимателни и не ги заслепувајте возачите кои доаѓаат од спротивен правец. Исто така, создадете си навика да не гледате директно во светлата на возилата што доаѓаат од спротивната насока или во светлата што се наоѓаат во околината. Внимавајте и на рефлексиите и на индиректните извори на светлина, како издувните гасови на возилата пред вас, очите на животните, вировите вода на коловозот и така натаму. Голема е можноста погрешно да ме наведат и да донесете погрешна одлука како возач. И за крај, возете одговорно. Утре времето ќе биде сончево и значително потопло со температура до 34 степени, а од недела кон крајот на денот и во наредните денови повторно ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално се очекуваат и поинтензивни процеси. Во недела температурата ќе биде до 35 степени, понеделник 31, а вторник 28. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.